Загадувањето на воздухот во Битола, Скопје, Тетово, Куманово и ширум Македонија не е само криза, туку е елементарна непогода, истакнуваат од Институтот за јавно здравје. Светска банка проценува дека во Македонија од загадениот воздух годишно умираат по 1350 граѓани или во просек четворица дневно, што е доста загрижувачка бројка. Според рангирањето на Светска банка, Македонија се наоѓа на 5-тото место во Европа според најмногу смртни случаи заради загадување со PM честички, со што се прави економска загуба од 253 милиони евра годишно или 3,2% од бруто домашниот приход. Особено чувствителни групи на загадениот воздух се оние со претходно постоечки белодробни или срцеви заболувања, како и стари лица и деца. Децата се најосетливата група, затоа што имаат организам во развој и побрзо дишат, а со тоа и побрзо внесуваат загадени материи во телото. Според анализата на Институтот за јавно здравје при Министерството за здравство, секое второ дете кое побарало лекарска помош во 2015 година имало респираторни проблеми. Аерозагадувањето го намалува имунитетот на децата и ги прави подложни на хронични болести. Така, во Пелагонискиот регион до 2012 година имало преку 200 деца заболени од малигни тумори. Во последните 6 месеци уште 5 деца заболеле од рак во Битола, при што главен фактор е токму загадениот воздух. Според неофицијалните податоци од апликацијата Мој воздух, во 2016 година најзагадена општина во Македонија е Тетово со 269 денови со надминување на среднодневна гранична вредност на PM10 честички која изнесува 50 микрограми на метар кубен. Следуваат Газибаба со 157 денови, потоа Кичево со 144 денови, Лисиче 137 денови, Ректорат при Универзитет Свети Кирил и Методи со 124 и Куманово со 123 денови. Дозволениот број на надминувања годишно е 35 денови. Надлежните институции, како главни фактори за загадувањето, ги посочуваат загревањето на домаќинствата со 32%, сообраќајот со 20%, прашината од градежните активности со 19%, а индустријата со 18%. Иако секоја година се најавуваат сериозни мерки за справување со загадувањето, сепак во аерозагадувањето со PM10 честички знае да достигне и до 20 пати над дозволената граница во Скопје.